Два амандмани, ако гледате се. Едниот целосно е и со овој амандман. И јас мислам дека по принципот кви приорес темпоре потиорес јуре, кој е попрв во времето, попрв е во правото, ваков амандман воопшто не беше предложен на минатата седница, значи во меѓувреме се најде, а јас го предложив, ве молам во ред, меѓутоа мислам дека не е точно дека не треба да биде оваа одредба во деловникот, а треба да биде во законот. Зошто? Бидејќи во членот 67 убаво си пишува во ставот 6 дека собранието именува еден или повеќе заменици на генералниот секретар по предлог на комисијата за прашања на избор и именувања. Значи тоа точно покажува дека во деловникот му е местото и на амандманот според кој во првата верзија најмалку половина од замениците на генералниот секретар се избираат од помалку застапениот пол, тоа е шведската варијанта, а македонската варијанта најмалку еден од замениците на генералниот секретар се избира од помалку застапениот пол. Значи не му е место на овој амандман во законот за собранието, туку токму во законот каде што има значи каде што има дел што се вика генерален секретар на собрание и заменици на генералниот секретар на собранието. Не гледам ниту еден проблем. Номотехнички тука му е местото, а не во закон за собрание.